Почитувани гледачи, вечерва гостин, односно гостинка во нашата емисија во потрага по вистинскиот збор на Вистел, односно на вистинската телевизија, е писателката, или попрецизно кажано, поетесата, прозаиската и преведувачката Ленче Милошевска. Милошевска, добре дојдовте кај нас и веднаш да ви кажам дека ми е многу мило што ја исполнивме оваа маса со ваши изданија. Ретки се писателите кои што имаат ваков опус и навистина заслужува овој опус да добие преку оваа наша емисија уште повеќе јавност. Но јас би се навратил малку на вашите почетоци. Вие сте родени во Скопје, значи сте, што се вели, девојче од Скопје, потекнувате од овој град. Како го доживувате Скопје тогаш и Скопје сега? Една паралела да направите на вашето детство и на ова актуелна современост. Јас сум родена во Скопје и тоа во Пајко Мало. И куќата се уште стои тамо. Значи стои куќата. Да. Одлично. Меѓутоа, тоа беше моје најрано детство и можам да кажам само оно што е како живееше тогаш едно семејство, бидејќи мајка ми не работеше, татко ми беше офицер по, нели, тогаш тие имаа некакви привилегии или не знам како, меѓутоа жените си седеа дома. Така. Така што оно што малку го се сеќавам на тој најран период е дека жените седеа дома, пиеа кафе, дивка. Дивка. И го си ги чека мажите да се вратат добро, од работа. А ние нормално игравме на улица и тогаш немаше возила како сега. Имаше пајтони. И потоа многу набргу доби татко ми, нели, преместување во Босна. Не, во Битола. Прво во Битола, добро. Во Битола, така што јас тамо тргнав во забавиште. И Битола ми е многу како денес да сум ја гледам, бидејќи токму на Широк сокак имавме, живеевме и многу не е изменето и тоа баш ми е драго, зашто јас кога појдов тамо имам раскази за детството токму во Битола. Тоа беше, за жал ми се чини, тој дух што го имаше Битола на една, би рекла, светски... Конзулски град. Конзулски град. Зашто вамо кај што живеевме во тој стан, тој беше фактички доделен на тие заслужни граѓани, а некогаш бил приватен и тој што беше приватникот имаше добиено само неколку соби од својата. Пази како било тоа, нели, се национализира. Јасно. И јас знам дека кога отидов кај тој, дали беше Штрала или како се викаше, кај него беше толку фантастично вратен, некои луксузни светилки, мермерни, огледала со мермер. Така што тоа говореше веќе дека тој град живеел еден доста друг живот. За разлика од Скопје, колку што се сеќавам во на порана фаза, дури не можеше да се мери со Битола. Во таа смисла. Сакам нешто да ве прашам повторно во врска со Скопје и Битола. Имам чувство како да имате вие две родни места. Веќе сте биле малечка и сте родени во Скопје, ама набрзо потоа... повеќе се сеќавам за Битола. Се преселиле во Битола и повеќе се сеќавате и некако како да е Битола всушност вашето повистинско, би рекол, родно место. Но, јас пред малку спомнав, вие потоа одите и живеете во Босна. Во кој град во Босна? Прво во Тузла, потоа во Сараево. Во Сараево, 8 години.
Так, тоа не се мали периоди. То не се мали периоди и јас фактички учев како мајчин јазик ми беше српскиот нормално. Да. И можам да констатирам дека можеби дури сум почнала и да пуштам корења што велат тамо затоа што имаш нели школски другарки, имаш домашни другарки. Да. Детството поминува во игри. Тоа беше и некое друго време на кое тогаш се внимаваше многу. Знам, учителката ни викаше: децо, пазите, братство и единство, као зеницу ока сво. Да, чувајте го братството и единство. Меѓутоа, ете, за жал, се случи токму во Босна. И токму во Сараево, најголемите делби, најголемиот погром. Точно. Но, како малечка, еве сте се соочиле со два јазика. Да. И билингвално, всушност, значи и македонскиот и српскиот јазик, поточно тогаш се викаше српско-хрватски јазик. Значи може да кажеме дури и тројно, зашто како три јазика. Но мене ме интересира од каде љубовта кон книгата, кон читањето, кон пишувањето. Дали се должи на вашите најблиски од семејството и кој тоа го правеше? Кој ви ги читаше бајките, приказните? Кој ве напои со тоа народно творештво или на почетокот за подоцна и самите да почнете да пишувате? За тоа е, мислам, дедо ми кој е од мала Преспа се дојдени во Кабадаречко. Да. Тој раскажуваше постојано приказни. Такви приказни што јас и потоа се обидов да ги најдам и жал ми е што не ги напишав кога можеше, нели? Меѓутоа он почина и не можев веќе, кога веќе може да ги снимам, го немаше. Тој раскажуваше толку, тоа се приказни од Преспанско. Так. Такви фантастични приказни. Да, необични. И најдобрата беше за кумова слама. Токму затоа напишав првиот роман мој е Кумова слама. Затоа што тој ги знаеше сите звезди. Звездите со звездијата. Така, во Тиквешко тамо многу жешкро навечер. А моите родители не праќаа за распуст таму. И тој ќе кажеше: деца, сега ќе спиеме надвор, во дворот. Затоа што не се издржуваше, толку беше жешко. И тогаш ние се тепавме кој да легне до него за да ја чуе приказната. Да биде поблиску до неговата уста. Тоа бе да ги впие побрзо и полесно зборовите. Да, тоа се оние бајки, оно бајковидното, оно народното што живеело во Преспанско, веројатно и се преточило и до ден денес, ама јас немав среќа да ги пренесам тие. Обично е така, не сте ви единствен случај, многумина тоа не го направиле. Например, во нашето семејство, татко ми беше раскажувачот и јас никогаш не се охрабрив ниту да запишам, ниту да снимам, а беше извор на приказните. Зошто? Затоа што мислев едноставно дека тие се усмени раскажувања, усмени легенди, усмени преданија, бајки, приказни и слично, дури би рекол исторенија, кои што не треба јас да ги запишувам и најверојатно погрешив, затоа што многу од нив најверојатно никој друг нема да ги слушне, никој друг нема да ги запише и да ги пренесе понатаму. Не беа запишани, зашто кај Марко и Цепенков што го читав. И Китевски. И Марко Китевски не ги најдов. Пенушлиски, да. Пенушлиски за создавање на... Значи ги нема тие приказни што сте ги слушале. На Кумовата слама. Да. Тоа беше цела една приказка што немаше крај. Да ве прашам, Милошевска, покрај дедото, сигурно е големо влијанието и на вашите први учители, први наставници. Кој беше тој учител, тој наставник? Дали во Битола, дали во Тузла, дали во Сараево, што прв
ви ја всади љубовта кон книгата и читањето, затоа што тоа е неразделно подоцна и со пишувањето. И јас сметам дека зародиш на сите наши љубови кон дали уметноста или ова, се наоѓа токму во детството. Да, апсолутно. Јас имав во Битола, јас и не појдав на училиште во Тузла. Така. Имав една многу прекрасна учителка која многу ме сакаше, не знам зошто. Ама почетокот беше лош, што ме стави, сите ги стави девојчиња, нели, посебно, машки посебно, мене ме стави до еден сеат, па потоа, не знам, потоа на друго место, пак со машко, и јас се побунив. И она рече, деца, да знаете, Ленча е, вели, од југот на Југославија, тој другарчето е од северот и затоа ние, меѓутоа... Да ги сплотиме, да ги поврземе. Таа имаше многу љубов кон децата. Многу љубов. Потоа во повисоките класови во Сараево, секогаш имаше, не знам, мислам дека имав љубов кон сликањето, затоа што имавме еден познат сликар од тамо што предаваше во школа. И моите, нели, цртежи одеа на изложба. На превари. И јас никогаш не знаев дали ќе се определам за пишувањето или за сликарството. Меѓутоа, кога добив награда за расказ, и отидов со извидници после на море, како да ми се отвори некако... Како да се разреши дилемата. Да, ми се разреши дилемата, а плюс и свирев хармоника јас. И знам дека доаѓа... Повеќе уметности. Да, и доаѓа од... Да, свиревме и во школото имаше состав хармоники, јас бев меѓу најдобрите. Дури и на радио Сараево настапувавме. Така имаше, не знам, тој некој културен живот во Сараево, интензивен во тоа време, кој може би и се до распадот на Југославија. И затоа може би кога се вративме пред да завршам основно пак во Скопје, ми беше многу тешко да се одеднаш адаптирам. Да. И што правев? Јас бев во библиотека секојдневно. Да. Знаев еден роман да земам и да го прочитам за 2 дена од 400 страници и кој ќе излезев, се ми беа мрежи пред очите, значи се дадов на читање. Така. Може би прерано почнав да читам, нели, во тоа време главно, иако се форсираше, нели, руската литература, јас читав. Од Ана Каренина до, нели, Достоевски, Толстој, Достоевски, браќа Карамазови. Есенин беше популарен многу. Так, Есенин беше... Цветаева, Ахматова. Култ. И ова... Сето тоа го читав, па потоа поминав на она италијанската, Алберто Моравија, се прочитав, француската, Балзак, се прочитав. Тоа не знам зошто, што беше тоа, дали затоа што јас не можев одеднаш да се прилагодам, или да со децава што игра надвор, нема таа возраст, може би контактот што го изгубив претходно и така. Меѓутоа е така, тоа значи веќе сум се насочила. Убаво што проговоривме за вашиот животен пат, за вашите животни врвици, бидејќи всушност тие и ве определиле подоцна за ова со што се занимавате, бидејќи од една јазична и културна средина сте отишле во друга и сакали или не, не само билингвално, туку повеќе јазично сте се напоиле и сте се вратиле повторно во Скопје и не случајно вие продолжувате да студирате јазик. Значи, студирате англиски јазик. И сакам сега малку да проговорите за тој период,
за вашите студентски денови, кои беа тие ваши омилени професори, кои покрај книгите што сте ги читале во библиотеката, кои што на директен и индиректен начин ве вовеле многу постудиозно, посериозно во светот на книжевноста, не само на англиската литература, туку и воопшто. Ајде малку припомнете си додека студиравте. Да, вака, јас кога се запишав на англиски јазик за литература, имаше можност и под Б да запишете нешто. Така? Некој запишуваше италијански, некој... Јас отидов на историја на уметност. Значи повторно љубовта кон сликарството. Да, зашто ја и сликав некој време. Да. И во тоа време Димче Коцо беше таму. Така, Димче Коцо. Да, он така со љубов зборуваше за секој уметник, за еден народски јазик. Да. Во тоа време и археологијата не беше одделена од историјата на уметноста. Мислам, со историјата се учеше со уметноста, историјата на уметноста. И имавме еден Петров исто. Меѓутоа, јас Димче Коцо си го сакав. Тој беше непосреден, знаеше да ви каже нешто, византолог беше. Така. Така што тие часови беа уживање, навистина уживање. Професор многу значи. А на катедрата за англиски јазик? На катедрата за англиски јазик беше тогаш, на катедрата шеф беше Кобиловска. И таа навистина, мислам, јас имав прекрасни оценки кај неја. И знам дека кога се вработив во култура, она донесе превод и ми рече: па ти зошто не си се јавила за асистент? Јас мислев од тебе ќе направам нешто, а ти не се ни појави. Ама мислам дека тоа беше поеќе за да ми се додвори за да оди тој преводот нејзин. Зашто она имаше шанси, ако сакаше, нели? Можела претходно да ви понуди, апсолутно. Така што од тие професори, неја е паметам, добар професор беше. Неколку мина други кои се менува, меѓутоа секогаш се работеше, многу се обстојуваше на литературата, на Шекспир. Шекспир го предаваше Бркич. Светозар Бркич. Светозар Бркич, да. И тој беше извонреден. Извонреден. Такво познавање на извонреден професор. На поезијата, на Шекспир и на современата поезија. Тој беше извонреден. И потоа, кога бев ја уредник, тој дојде и му објавивме книга. Убави се овие подсетувања, или како што велеше еден наш колега Тодор Чаловски, не велеше подсетува, туку беше присетува. Значи, убави се овие присетувања, кога се враќаме и во детството и во младоста, но вашиот животен век, вашата професионална кариера, вие ја поминавте во издавачката куќа Култура, каде што бевте и уредник, значи на еден одреден начин, како да бевте вие предодредени за тоа работно место, бидејќи цел живот сте биле со книгите и сте се подготвувале, всушност, за вашиот иден животен позив. Па ајде малку да проговориме за Култура, бидејќи Култура беше една од водечките издавачки куќи во Македонија. Култура се уште постои, меѓутоа, само да кажам дека тогаш немаше олку издавачки куќи. Тогаш беа неколку издавачки куќи и сите писатели, сакале или не, мора да се конкурираат меѓусебно во тие издавачки куќи и многу беше тешко да се објави книга, за разлика од сега. Па ајде малку подсетете се на тој период кога бевте во Култура. Па тогаш имавме во рамките, Култура е основана со некаков акт на ЦКСК-ју. Да. Како државен издавач. Како државен издавач. Да.
Меѓутоа, полека во неа, почнувајќи со Славко Јаневски, Блаже Конески, сите најпознати имиња беа автори на култура. А тоа политичкото се помалку. Мислам, беше во втор план. Беше во втор план. Ако се иземе Ленин, кој го печатевме со години. Собраните дела. И на крај не знам како заврши. Имаше строга селекција. Дури имаше писатели кои има свое место, примати и се што ќе напише можеше да помине. Да, големи имиња. Да кажеме, на Блаже Конески. Јас 2 или 3 пати сум ги читала неговите во корекција. Неговите ракописи, да речеме. Да. Порано беше печатењето, ако се сеќаваш, на олово. На олово, апсолутно. Па тоа шпалтите. Шпалтите во печатница, одевме го гледавме слогот. Да, го гледаш слогот. Наопаку. Па потоа, после отисок. Потоа ќе правиш корекција. И се правеа дури 2 пати корекција. Так. За да нема грешки. Тоа читањето одеше. Да, постојано мораше да се прочита, да се поправи. И мислам дури 3 изданија доживеа на Блаже Конески, 3 изданија собраните дела. Јас малку само да се вметнам кратко. Навистина имаше изданија кои што, како што рековте пред малку, се обновуваа. Значи, одредени книги доживуваа не само второ, туку и трето, и четврто, и петто издание. Излегуваа и во поголеми тиражи. Ја дури знам дека се објавувале книги во 20.000 примероци. За разлика од сега, кога се објавуваат книги во 100 примероци, па и помалку од 100 примероци. Значи, зборуваме за едно златно време на издаваштвото и на книгата, кое што тешко дека ќе се повтори, бидејќи сега е време на комерцијално издаваштво, а тогаш повеќе се водеше грижа за вредностите, за естетиката, за текстот, за корицата, за она што е всушност најбитното за книгата. Но, јас сакам сега малку да проговорам, само да кажам дека бевте еден краток период уредник и во македонска книга, покрај култура, но сакам малку да проговорам повеќе за вашето творештво, бидејќи вие сте и поетеса, и прозаист. Кога велам прозаист, значи пишувате и раскази и романи, но вие сте и преведувач. Вие имате бројни преводи од англиски на македонски јазик. Па ајде полека да почнеме. Ајде најпрвин да почнеме со поезијата. Ленче Милошевска, колку книги имате поетски? Не е најбитна бројката, но чисто за информација за гледачите. 6 поетски книги. Така, јас може би доцна се јавив и како поетеса, затоа што тоа ме свести токму за Камени пораки, која тогаш Јадранка Владова напише на прекрасна рецензија во Блесок и ме свести и рече, како рече, ти се задскриваш, вика, зад преводот. Дека твоето творештво го задскриваш во сенка. Во сенка, зошто, рече. И јас тогаш малку и добив повеќе храброст да се експонирам и како автор. Така што тргна работата, потоа мојот прв роман и следеа сите стихозбирки. На крај не знам за која би се определила, ама секогаш е многу драга првата, а не е секогаш најдобра. Не мора да значи дека е најдобра. Мислам дека тука баш во Камени пораки сум најзрела, затоа што тука има и
песни во проза Да. на крај. Убаво е што спомнавте дека во оваа книга има и песни во проза. Бидејќи јас и пред малку кажав, вие сте и прозаист. Да. Песните во проза не се колебање, туку тие се еден меѓужар, меѓу поезијата и прозата. Во прозата има многу лирски елементи и обратно понекогаш, и во поезијата може да има еден прозен дискурс, значи да има нарација. Сакам да ве прашам, биејќи знам дека сте раскажувач, ајде малку за вашите книги со раскази. Да. Јас во детство, гимназијалка, водев дневник. Тоа се вика во пубертетот, значи во тинејџерските години. Тинејџерските години. И некои размислувања, и некои емоции од тоа време, некои навраќање на моје детство или ми дадоа, вака кога го прелистав дневникот, ми дадоа идеја дека можам да напишам и роман, затоа што имаше и расказ, така, затоа што јас го доживеав земјотресот. Земјотресот направи големи промени не само кај сите граѓани, а посебно кај мене, затоа што ние живеевме токму во Карпош. Сте се соочиле се на катаклизма, да се биде или не? Во Карпош, кога загина на сестра ми најдобрите другарки, веднаш 10 метри до нас, 13-ката, и тоа сите тие доживувања, мислам, потоа селење на аеродром, кај што имаше оние бараки и така. И така го врзав тоа како приказна и напишав втор роман. Третиот ми беше, Три жени во три слики. А тоа е приказната, мајка ми е партизанка. И татко ми. Меѓутоа, ретко ќе најдете жена која пишува, партизанка која пишува. А мајка ми пишуваш. Значи, ништо не е случајно. Не е случајно. Така што јас нејзините некои, ајде да кажеме, како дневнички или некои доживувања, ги споив со нејзиното раскажување усно. Така. И ја напишав како сакајќи направам сага, сакајќи да напишам за 3 генерации, значи мојата генерација, нејзината и на ќерка ми. И тоа беше голем залак. Успеав да ја напишам нејзината приказна и мислам дека добро помина. 3 жени во 3 слики беше интересен за тоа време роман. Мислам дека тој роман и допрва ќе се чита, бидејќи е многу оригинален, многу е специфичен. Ова што пред малку и самите вие го кажавте, опфаќа 3 генерации, ама 3 семејни генерации. И може многу добро да се согледаат различностите не во живењето само, туку и во размислувањето, во однесувањето. И мислам дека тој роман и во иднина ќе ви биде баран и читан. Јас верувам дека ќе биде. И на крај, кога веќе не успеав да ја вовлечам и третата генерација комплетно, се обидов тоа во Сатанска печурка, меѓутоа се обидов да една трагедија што се случи на новите генерации со Западот, со растурање на Југославија, со одење во војна на млади луѓе, можам да кажам дека син ми отиде на 18 години. Тамо во војска им дава, за да се борат, им дава по пола кило ракија, например, или тоа беше ужасно, братоубиствена војна. И знам дека син ми успеал да спаси некои Хрвати да излезат, бидејќи
токму некако му дошла под рака таа книгата во која се водат кој е запишан на факултет, кој не. И јас успеав да истрчам таа работа, не знам колку доловив тоа овде, не сум се уште. Меѓутоа, тоа беа многу травматски години, затоа што син ми беше запишан на факултетот за уметност, а тамо го запишала, нели, во книгата, и сега треба да оди да се бори од, да кажеме, од Србија, да се бори против Хрватите во Vukovar. Да. И тоа беше незамисливо тешко. И нашите направија во тој момент нешто добро. Успеа да ги сите оние што се запишани на факултет, што не се запишани на факултет, имаа право да се вратат. Да. И така да ги повлечат. Да ги повлечат. Или да ги спасат. Па јас не знам колку да трчав за да му возможам. Ги повлеков неговите документи од факултетот вамо. Олга беше тогаш на секретарка на овој факултетот за ликовни уметности. Ликовни студии. И она, знаете како ми излезе во пресред за 1 сат, завршивме еден мој роднина на овој шумарскиот факултет рече, сега ќе направиме као он треба да полага на шумарски факултет. Да. И така го пративме преку војното барањето до не Белград, тоа беше во Сремска Митровица. Во тој период имаше навистина многу трауми, многу тегоби, би рекол, многу мачнина, и вие сакали или не сте морале да го напишите овој роман, да. Сатанска печурка, но вие продолжувате и натаму со вашите други книги со раскази, Да. и романи, па и поезија, но она што ми се чини исто така мощне битно во овој период, истовремено додека и самите создавате, вие цело време преведувате. И една сте од нашите, би рекол, најплодни, најангажирани преведувачки, но не само од англиски јазик, бидејќи преведувате и од соседните јазици. Како што рековте, сте живееле во Босна, па ги владеете и српскиот, и хрватскиот, и босанскиот јазик. Околу преведувањето, обично се вели дека некогаш полесно е да напишете отколку да преведувате. Бидејќи може еден збор, еден синоним да ви одземе не час, не ден, некогаш и една недела, па и месец. Сакам да кажам дека е навистина многу макотрпно да се преведува, сериозно да се преведува, да се најде адекватниот, значи најсоодветниот збор. Но сепак, еве вие имате таа упоритост, таа истрајност, и сте преведувач, и зад вас се голем број на преводи. Дали вие уживате кога преведувате и кога уживате, или почесто се соочувате со оваа макотрпност за која што пред малку говорев? Па, може би и едно и друго. И друго. Поделено, понекогаш. Може би сега е многу полесно. Иако Google Translate никогаш не може да ви помогне комплетно, меѓутоа Google Translate е сега многу подобрен. И јас ставив една биографија на еден автор, да видам како ќе ја преведе. Знаете дека добро е преведе? Коректно, значи, добро. Значи, ама знае да направи такви страшни лупинзи, што не може да се потпрете. Иако гледам дека се повеќе се свртени кон Има Google Translate преводи. Да. И многу има. Понекогаш знае да направи дури и за стручни преводи. Дури и за стручни, кога за поезија не. Да. За поезија не.
Имаше долги години во Македонија една лоша практика, едно лошо искуство. Дел од преведувачите така пишува и се подпишува дека преведуваат од, не знам, шпански, италијански, португалски, норвешки и други јазици, а всушност преведува најчесто од српски или бугарски јазик. И многумина од нашите читатели велеа, ама и се уште велат. Зошто да ја читам книгата на македонски, каде што има лоши преводи и грешки, кога е подобро да ја читам во оригинал, мислејќи дека преводот на српски е всушност оригиналот. Но, да го ставиме тоа лошото, тие лоши случувања, сепак да проговориме за убавото. Кои се тие автори кои што вие ги преведовте и посебно да ми посочите кога најмногу се насладувавте? Која беше таа книга кога бевте пресреќни, кога ја преведувавте и на крај, кога ја преведовте и кога рековте многу сум среќна што токму јас го преведов овој автор и оваа негова книга? Еве, например, Ерих Фром. Добро. Живеа повеќе изданија. Да. И мислам дека, еве, сум добила ваква оценка. Вели, јас го прочитав во оригинал, рече, јас повеќе уживав во твојот превод. Така, тоа е признание, големо признание. Да. И јас уживав кога ја преведував. Дали може би сметам дека навистина љубовта е нешто што го движи светот. Не е тука само еротската љубов, нели? Љубовта кон дете, кон татко, ова е многу мајка. популарна и барана книга, што вие сте ја превеле. И јас уживав во преводот на тоа. Толку како да сум јас писателот, така ми доаѓа зборовите. Дури понекогаш, нели, преведувачот има и една доза на завист. Сика, како јас ова не сум го напишал предходно. Го преведувам, толку е добро, толку е успешно, толку е одлично, толку ингениозно, толку генијално, како мене не сум се досетила, не ми текнало да го напишам. Значи, Ерих Фром го издвојувате. Да, него го издвојувам. Потоа, сакам само да кажам колку повелете, слободно. Мора да се посветите на преводот, како што се посветува на своето авторство, исто толку на преводот, ако сакате да го доловите. Значи, јас кога го преведував, тоа не е големо, Ричард Бах, Галебот, Джонатан Ливингстон. Знаете што правев? Ќе го земам англискиот збор и не можам да... Тоа е авиација. Он има кога лета, нели ги прави лупинзи, па не знам како лета и тоа прави Джонатан Ливингстон Галебот. Меѓутоа, термините се земени од авиацијата. Зашто тој бил пилот. Тој бил пилот. И сега јас пробам да преведам, не ми оди. И имаше до мене овој аероклуб. Да. И отидов таму. Јури Гагарин. Тој клуб? И другите што седеа таму рекоа, да, можеме да ви кажеме како. Едниот вика, да, кога се прави тоа се вика вираж, не, овој другиот вика не, лупинг или не знам како. И јас морав да усвојувам оно што е стручно. Да, таа терминологија. Да ве прашам нешто. Вие приопштивте голем број автори, посебно од англиското говорно подрачје, на македонски јазик, но колку што сум информиран, колку што знам, исто така си имате сериозно заложено и за преведување на одредени македонски автори да излезат надвор од нашата средина со преводи направени на англиски јазик. И пред малку во разговорот пред емисијата ми го спомнавте Петре М. Андреевски, а сигурно има и други големи, значајни македонски автори. Па моето прашање е далеко од тоа дека можеме ние да воспоставиме паритет и реципроцитет
многу е подоминантно преведувањето на странските книги на македонски, но можеме ли барем одредени најзначајни македонски вредности да ги приопштиме во тоа големо светско книжевно семејство? Се од моје искуство, од јас ваше вака ќе кажам. да. Прво ќе кажам за Петре Андреевски. За Петре, да. Професорот Ричард Гофрен беше на нашиот факултет заедно и сопругата како лектор по американска предаваше. И тој направи доста за македонскиот збор да се, односно преводите и за струшките вечери учествуваше со Зоран Нанчевски и така. Меѓутоа, бидејќи мене ми беше во соседство со станот, се договоривме да го преведеме Последните селани. Так. И тогаш мислам дека и од академијата имаше одобрување дека ќе ни платат. Меѓутоа, што се случи? Значи, ние 5 месеци работевме на превод. 5 месеци. Добро, тој ми мораше да оди на работа, јас морам. Значи, го имавме времето само попладне. Ама толку се заложи. Се сеќавам дури со денови мислеше како да го преведеме, да видиш, да не веруваш. Вика, може би seeing is not believing. Ајде пробаме нешто друго, па баравме нешто друго и така. И кога се заврши книгата, мислам е одличен преведот, заедно го работи. Зашто не знаеше доволно македонски. И англиски. Англиски знаеше, ама македонски не знаеше. Ја оти од македонски на англиски. Од македонски на англиски и до тоа време на сите, мислам за Балканика ги преведува точно имаше и удел самата академија со средства или не знам како беше и ние се надевавме дека тоа ќе излезе. И тоа почина нели авторот и ете што направивме. Он со сите сили успеа оваа книга влезе еден дел од Последните селани во овој зборник кој е најпознат за сите што студираат словенски јазици во Америка. И ово списание е навистина познато списание. Метаморфозис. Сакам, бидејќи привршуваме со разговорот, сакам да ве прашам, на која книга во Мигов работите, што пишувате, што да очекуваме ние и гледачите, што ќе се објави наскоро ваше, што планирате да... Јас не знам зошто се свртив кон поезијата. Добро. Сега треба да излезе, мислам најскоро, може би за месец дена. Добро. Моја поетска книга Траги во песокот. Така. Сега, за да оставиме траги и во оваа емисија и со оваа емисија, ќе ве замолам, изберете една боја, која сакате, која сакате, плав, сината, да напишете го вашето име и презиме, денешниот датум 9.10. И овде една мисла, една порака или стих, што сакате. Значи овде сега слободно прво вашето име и презиме. Тука, напишете го, со поголеми. Вака овде може. Со покрупни букви, затоа што од овие така да ги наречеме отворени свитоци, отворени книги, подоцна ќе има и изложба. Јас сакам, додека вие пишувате, да ви заблагодарам за денешното ваше учество. Навистина ми импонира тоа што сте автор на датумот 9.10, што сте вреден човек, значи автор на голем број своји авторски книги, поезија, раскази, романи, но и преводи. И уште вашата порака во овој дел. И верувам дека само така, со голема посветеност, со голема љубов, може да се биде, или подобро речено, треба да се биде автор и творец,
бидејќи секој автор главно пишува за себе си и речиси сите книги, повеќе или помалку, да не лицитираме сега со проценти, дали 90 или 99%, се автобиографски. Така и Ленче Милошевска, дел од својот живот е содржан токму овде, во овие книги, меѓу овие убави корици на нејзините изданија. Навистина, кога ќе ви дојде во студиото автор со полна торба или полна кеса со книги, вие можете да го видите неговото творештво и неговиот опус. И јас себе со рака сакам да ви честитам за се што досега сте направиле и само да ве служи здравје и да се гледаме по вакви убави поводи и се разбира уште некоја нова книга чека просторот во некоја библиотека да ја напишете и да ја објавите. Уште еднаш ви благодарам.